Предлагаме членот 6 да се избрише и образложението е дека овој амандман го предлагаме затоа што предложените законски решенија се во спротивност со член 52 од Уставот на Република Македонија. Членот 52 став 4 вели дека законите и другите прописи не може да имаат повратно дејство, тоест ретроактивно важење како што е предвидено со овој закон. Ви благодарам, го молам господин Николовски да се произнесе. Не се прифаќа. Ви благодарам. За збор е пријавен господин Стојановски. Ова е еден од амандманите кои што го поднесовме во соработка заедно со стопанските комори, со сите три, бидејќи од она кој што можевме да го прочитаме во писмото пред некој ден испратено и до вас, и до председателот на собранието, до председателот на владата и до председателот на државата, дека согласно овој став, едноставно овој закон е ништовен. И соодветно на тоа и коморите имаат намера да превземат одредено правно дејствие и овој закон да го обжалат пред Уставниот суд, а како второстепена инстанца да разговараат повторно со Пендаровски Стево за да не го подпише указот кој што доаѓа, односно кој што би дошол како дел од изгласувањето на овој закон од вас од мнозинството. И ова е само една пракса на гласање на противуставни закони. И затоа велам дека овој закон на начин на кој што е поставен едноставно доколку во оваа држава има правда, некако таа што ја гледаме денеска со правосудство и судство со 1% доверба, или да се пазарат на самите седници на судскиот совет дали таткото ќе биде член или синот ќе биде судија, едноставно не можеме да веруваме, односно во оваа држава се е можно, земајки во предвид кој тоа се седи во Уставниот суд. Но повторно јас сум сигурен дека ако Уставниот суд процени дека ова е устав онаа камата во наводници кој што ја плативме заради вашата неспособност за издавање на евробондот, кој што вашата авантура не чинеше 18 милиони евра. Сега ќе треба повторно милиони евра пари на граѓаните да ги исплаќаме во однос на затезни камати на оние средства кои што вие ќе им ги земете, за да можете до крајот на годината да префрлите на проектот на Артан Груби за автопати кој што досега сте префрлиле 170 милиони евра за 3 знакови и за ниедна шајка за колана, уште 150 милиони евра. Затоа ќе им ги земете парите на луѓето. Затоа ви укажуваме дека овој закон донесен на ваков начин ќе има правни последици и дека треба овој амандман да биде усвоен. Благодарам.